Во јули 2009 година невладината организација Сумнал започна со имплементација на програмата Социјална програма за стари лица и нивните внуци во оперативните проект за хуманитарна помош на ромите Центри 2 и 4, финансиран од германската влада преку Фондацијата Сеќавање, одговорност и иднина. Целта на оваа акција е да се придонесе кон националните напори насочени кон социјалното вклучување на ромите, особено ромите стари и млади, со преземање на проактивна улога и поддршка на развојот на мерките за социјална еманципација. Јас сум Ресмија Бајрам, координатор во проектот за хуманитарна поддршка на ромите, социјална инклузија, преживење од Холокаустот преку социјална интеграција. Преку овој проект Сумнал отвори два општински центри, едниот е во Топана, а другиот е во Шуто Ризари. За потребите на постарите луѓе, центрите нудат можност за дружење со други стари лица, како што е гледање на телевизија, читање на весници, пиење на кафе и чај, организирање на најразлични работилници. Посебен акцент е ставен на социјалната програма на корисниците, кои доаѓаат тука со нивните внуци и правнуци. Се организират работилници за ненасилно решавање на конфликтите, исто така изнаоѓање на решенија. Целта на програмата е создавање на линк помеѓу постарите лица со помладата генерација. Како координатор, навистина имам една добра, можам да кажам една одлична и сакана, што ја сакам оваа обврска што сум ја земала да работам во овој центар со нашите роми. Всушност, овој центар е поддржан од невладината организација Сумнал, која што е незин председателка Фатма Бајрам. Навистина, можам слободно да кажам од сите нас тука нели присутни, да се заблагодариме на нашата сакана Фатма Бајрам, што не овозможи преку незиниот ангажман, преку незината љубов, ентузијазам што го има во неа, да направи еден, всушност и направила еден добар чекор во однос на нашето дружење во овој центар. Центарот, како што кажав, се наоѓа во населбата Шуто Ризари. Локацијата е добра. Корисниците ни се тука близко, ни доаѓаат и се дружат. Целта на овој центар е навистина, како што кажа претходно, корисници доаѓаат од постари роми, всушност стари роми, кои што живеат во својот дел на домаќинството, и тие истите имаат потреба да доаѓаат во овој центар. Нивното доаѓање се состои од следните активности. Значи, има активности неделно, по физичко, што значи дека нивното здравје многу зависи од нивното движење за подобро ментално здравје, а исто така имаме психолог, кој што исто така ни доаѓа во секоја недела, и психологот е неизбежен во овој центар. Велам за тоа што старите роми, корисниците што ни доаѓаат тука, имаат своји домашни фамилиарни проблеми. Тие проблеми се и кажуваат тука и од страна на психологот, стручнак нашата Весна, која што наоѓа начин како тие истите да се решаваат. Овие два центри се вториот топол дом за корисниците стари лица и нивните внуци. Секојдневно посетувајќи ги центрите, тие чувствуваат топлината на срдечниот печек, а пак организираните активности за нив им даваат мотив повеќе да се го исполнат слободното време со квалитетни вредности од кои учат нови нешта, споделуваат искуства за веќе преживеани нешта и кои им го олеснуваат животот. Тука сум со цел да обработиме една психолошка работилница за луѓето во третата доба од нивниот живот.